Беше тоа на 10 мај 1497 година, кога италијанскиот морепловец Америго Веспучи тргна на првото патување во новиот свет. Во текот на патувањето, вплови до бреговите на Хондурас и на Бразил и откри нов континент меѓу Европа и Азија, наречен по него Америка. На 10 мај 1503 година морепловецот Кристофер Колумбо прв ги забележува Кајманските острови. Беше тоа на 10 мај 1881 година, кога е роден Тодор Стефанов Јаковев, нарекуван Расим, македонски револуционер, деец на МРО и тетовски војвода. Во 1902 година убил некој турски убиец и побегнал во планина. За време на Илинденското востание пренел 25 коња, натоварени со оружје во реонот на војводата Иван Наумов Аљбакот и станал негов четник. До 1906 година останал во четата на Иван Наумов и учествувал во битките кај Павлешенци, Крапа и Ореше. Потоа станал помошник војвода кај скопскиот војвода Васил Аџаларски, но во 1907 година го напуштил скопскиот крај. Подосна станал самостоен војвода во Тетовско, каде се борил против српската пропаганда. За време на Првата Балканска војна бил определен за војвода на чета во Кривополанечко, но четата била расформирана и тој се вклучил во македонските доброволни чети, каде служил во првата чета на вториот скопски батальон. Учествувал во битката кај Шаркој како командир на вод и бил тешко ранет за време на десантот од 26 јануари 1913 година. По војната се утврдил во Софија и преживувал со ситен занает. Беше тоа на 10 мај 1927 година, кога е роден Боро Митрикески, македонски вајар и член на Македонската академија на науките и уметностите. Работи како ликовен педагог, а потоа како слободен уметник. Од 1979 до 1984 година е директор на уметничката галерија Даут Пашин Амам во Скопје, на која што функција и се пензионирал. Студиски патувања остварил во Франција, Италија, Англија, Грција, Русија, Шпанија, Канада и други. Боро Митрикески има организирано голем број на самостојни изложби, главно во Македонија и во бившите југословенски републики, а на групните изложби ја презентирал македонската скулптура во повеќе ликовни центри кај нас и во светот. Член на групата Мугри, во изминатите 60 години академик Боро Митрикески има реализирано над 350 дела како и фигури, актови, композиции, торза, портрети, скулптури, ситна пластика и друго. Боро Митрикески зазема истакнато место во македонската ликовна уметност како припадник на така наречената средна генерација на македонските сликари и вајари. Генерација што внесе радикални промени во нашето пластично творештво, доближувајќи го него до најзначајните актуелни текови на современото европско и американско вајарство, а тој оствари портрети, камерни лирски форми, релјефи, монументални скулптури и композиции што представуваат трајна вредност на македонската скулптура во изминатите 6 децении. Добитник е на повеќе награди и признанија, и тоа: Републичката награда 11 октомври, наградата Нерешки мајстори на Друштвото на ликовните уметници на Македонија и други. За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 26 јули 1997 година. Починал во Скопје на 24 ноември 2018 година. Беше тоа на 10 мај 1967 година, кога е одигран најпосетениот ракометен натпревар во Македонија, а долго време и во поранешна Југославија. Гордоста на Велес, ракометниот клуб Борец, играл полуфинале со Партизан од Бјеловар, Хрватска, а мечот бил организиран на градскиот фудбалски стадион. Тој имал помал капацитет, но за оваа пригода била поставена уште една монтажна трибина, па надпреварот го следеле 12.000 луѓе. Градот, кој тогаш не брел ни 40.000 жители, во голем одзив го проследил надпреварот. Практично на стадион дошол секој трет жител на Велес. Борец бил фактор во југословенскиот ракомет во тоа време. Пред овој надпревар ја елиминирал Црвена звезда во Белград и затоа се кренала еуфорија. Се играло на црвеница, нешто како подлога на тениските терени на земја. Сепак, противникот бил посилен и победил со 22:12.
Беше тоа на 10. мај 1969 година кога починал Томо Смилјаник, македонски и српски етнограф, филолог, поет, прозаист, драмски автор и публицист. Прекарот го добил по својот прадедо Сарджо Караджа Брадина. Презимето Смилјаник го добил во Белград, каде што како бистро момче бил прифатен од друштвото Свети Сава. Се запишал на филозофскиот факултет во Белград, но веднаш ги прекинал студиите и во подготовките за војната со Турција се вратил во Македонија како српски четник. По враќањето предава во гимназиите во Тетово и Скопје, а потоа во Трговската академија во Скопје. Во Франција ја одбранува докторската дисертација "Нашите стари племиња, мијаците и брсјаците во Јужна Србија". Потоа е нареден пратеник за Галичко-Дебарската околија и началник на просветното одделение на Вардарска бановина. Патува по Европа, а потоа се вклучува во војната против германците кај Призрен, но се повлекува во Србија и работи во учителската школа во Алексинец. По 1946 година, како пензионер, живее во Белград. Истражувачката и литературната дејност ја започнува уште како српски учител. Соработува во разни весници и списанија, но и угледни научни зборници на Скопскиот филозофски факултет и на Српската академија на науките и уметностите во Белград. Вршил историско-етнографски истражувања на мијачијата и на животот и дејноста на поистакнатите мијаци, Партени Зографски, Ѓорѓе Полевски и други, а ги проследувал и делата на Драганов, Мисирков и Димитрија Чуповски. Со изданија на своите текстови во Скопје ја започнал серијата Библиотека Македонија, а ја подржал под името Старовремска библиотека, во која ја објавил стихозбирката Песмарица, што содржи и 7 песни на македонски јазик насловени како Старовремски мотиви. Во ракопис се останати и романот Горјани, расказите за деца Смилје и Босилје, мемуарите моје успомене до 1912 година и други. Беше тоа на 10. мај 1980 година, кога е роден Кирил Кире Лазаров, македонски ракометен тренер на ракометниот клуб Алкалоид и поранешен ракометар кој последно настапуваше за француската екипа ракометен клуб Нант, како и за ракометната репрезентација на Македонија. Лазаров се наоѓа на првото место на списокот на најмногу постигнати голови во рамките на Лигата на шампиони во ракомет, со постигнати 1256 погодоци во 18 сезони, правејќи го еден од најдобрите ракометари во историјата. Лазаров се наоѓа и на првото место во категоријата најмногу постигнати голови на едно европско првенство со 61 гол, а со екипата на Барселона ја има освоено Лигата на шампионите. Дресот со број 7, односно цифрата што Лазаров ја има носено во македонската репрезентација и ракометниот клуб Загреб е поради југословенскиот и хрватскиот кошаркар Тони Кукоч, кој во Лазаровото детство оставил голем белег како успешен спортист. Лазаров е добитник на бројни награди и признанија, меѓу кои и спортист на Македонија за 2009, 2014, 2017, 2018 година. Добитник и на 2 национални медали за заслуги од претседателот на Македонија Бранко Црвенковски и од претседателот Ѓорѓе Иванов, а е прогласен и за спортски амбасадор на Македонија. Беше тоа на 10. мај 1989 година кога загинал Димитар Илиевски Мурато, македонски алпинист. Тој е еден од најголемите алпинисти во историјата на македонскиот алпинизам и спортот воопшто. Се одликувал со фрапантна љубов кон планините и непоколеблива амбиција за соочување со најтешките предизвици. Во својата богата алпинистичка кариера се има искачено на повеќе планински врвови. Во негова чест на Пелистер подигнато е спомен обелешје. Димитар Илиевски е првиот македонец кој се има искачено на Монт Еверест, заедно со Виктор Грошелј од Љубљана и Стипе Божик од Сплит, и за долго време бил единствениот македонец кој се има искачено на врв повисок од 8000 метри. Есента 2005 година во организација на Комитетот на експедицијата и Македонската алпинистичка асоциација под базниот логор на Еверест е изграден споменик во чест на Димитар Илиевски. Покрај големиот број тешки алпинистички искачувања во Алпите, тој е автор на голем број првенствени насоки на Матка, Солунска глава, Демиркапија, Карпите околу Прилеп, на Пелистер, на Проклетија, на Вихрен и уште многу други планински масиви. За своите достигнувања, Диме Илиевски е одликуван со голем број награди и признанија, меѓу кои и наградата 11 октомври, како и наградата Спортист на годината за 1989 година. Од страна на Македонскиот олимписки комитет, Диме е прогласен за великан на спортот.
Посмртно ја има добиено наградата Медал за заслуги за Македонија.